Внатрешни промени, кадровски смени и партиски конгреси најавија дел од политичките субјекти по локалните избори. По најавените политички и кадровски промени во СДСМ, дел од раководните кадри се повлекоа сами, но од владеачката ВМРО ДПМНЕ сметаат дека реформирана СДСМ е можна само преку промена во лидерската позиција. Оттаму и денеска повикаа на оставка од Филипче. Се дури СДС е управувана од дуото Филипче Заев, партијата е далеку од било каква можност за прогрес, консолидација и реформација. За СДС неопходен е прекинот на папочната врвца со Филипче и Заев, ако сака политички да преживее. Дека по слабиот изборен резултат се неопходни промени во СДСМ, смета и политичкиот аналитичар Петар Арсовски. Според него потребни се длабоки структурни промени, а не само кадровски, ако партијата сака да го подобри резултатот на следните избори. Очигледно е дека таму се потребни повеќе структурни промени после лошиот резултат, кои можат да вклучат и кадровски промени, но мислам дека кадровските промени нема да бидат доволни. Во основа, тие се соочуваат со демографска криза, со криза на доктрина, со криза на политички производ, со кадрова криза, но и со криза на нивната партиска машинерија. Да го смените само раководството, а да не ја менувате партиската инфраструктура, како да ја менувате возач во кола која секако не работи. Додека не се поправи моторот, секој воzač има иста судбина. Но освен во СДСМ внатрепартиски промени како што најавија самите лидери, ќе има и во опозицијската ДУИ, но и во владеачката ВМРО ДПМНЕ. Нешто што Мицкоски го најави уште во мај годинава. Според Арсовски на интегративците им се потребни длабоки структурни, но и кадровски промени. На ДУИ му е потребно да го смени политичкиот производ, значи тој етноцентричен наратив се уште врзан со рамките на Охридскиот рамковен договор, очигледно е дека не поминува веќе во електоратот. Изгледа како релативно бајат политички производ. А суштинското прашање за нив е дали Ахмети ќе се замине. Не сум тука сигурен, затоа што може да се случи заменувањето на Ахмети да направи толку голема траума во ДУИ да веќе партијата се соочи со екзистенцијална криза. Какви структурни, кадровски и внатрепартиски реформи ќе претрапат партиите, најверојатно ќе се знае по партиските конгреси. ВМРО ДПМНЕ настанот веќе го закажа за 6 декември. ДУИ најавија дека партискиот конгрес ќе го одржат најдосна до 20 декември, а од СДСМ засега нема конкретен тајминг кога ќе се случи најавениот партиски конгрес, но најверојатно и тој ќе биде одржан до крајот на годината.